Вести на Канал 8. Територијалната противпожарна единица од Кучани ги известува граѓаните дека потребно е да се исчистат оџаците на објектите во кои домуваат заради подобро согорување на огревниот материјал и избегнување на опожарување на оџаците. Во стамбените објекти потребно е да се провери исправноста и комплетноста на поставената хидрантска мрежа. Поради изголемениот број пожари на оџаци во текот на грејната сезона, Територијалната противпожарна единица Кочани апелира до граѓаните да ги исчистат оџаците заради подобро согорување на огревниот материјал. Со оваа превентивна подготовка се намалуваат шансите за настанување пожар, а се подига и безбедноста на живеалиштата. Како и секоја година, и оваа година сакаме да ги подсетиме граѓаните за навремено да си ги исчистат оџаците, за да не дојде до нивно запалување и проширување на подкровна конструкција, бидејќи во претходните години имаме такви случаи каде што од неисчистени оџаци се запалуваат станови, кровни конструкции и доаѓа до поголеми оштетувања. Опасноста доаѓа од неисчистен оџак, односно натоложување на недобро согорените материјали и доаѓа до висока температура и понатаму последиците може да бидат и големи. А законска должност е на сите граѓани да си ги исчистат оџаците, бидејќи ако дојде до нивно запалување, одговорноста припаѓа на претседателите на куќните совети или на сопственикот на објектот. Од пожарната служба во Кочани порачаа дека потребно е да се направи проверка на хидранската мрежа во стамбените објекти за нивна техничка исправност и комплетност на истата. Сакаме да ги известиме и претседателите на куќните совети на стамбените објекти за да остварат контакт со нас, за да заеднички ја провериме хидранската мрежа, колку е исправна и дали е комплетна истата во зградите. Во проверката ќе бидат опфатени и оставите во ходниците, резервните излези и влезните врати на кои се инсталирани електронски картички за влез. Поради сериозноста на проблемите што можат да настанат од безбедносен карактер, се известуваат станарите на зградите најдоцна до крајот на месец септември да остварат контакт со надлежните во пожарната во Кочани заради навремена проценка на ситуацијата. Воедно од противпожарната единица истакна дека потребно е да се постави хидрантска мрежа во објектите во кои таквата не постои, заради поефикасна интервенција во случај на пожар. На Кочанските улици пред извесен период беше инсталирана таква мрежа, а моментално на располагање стојат 22 хидранти на пофреквентните места во градот. Сепак, тоа е мала бројка која не ги задоволува потребите. По засилени контроли по маркетите во однос на тоа какви производи се продаваат во продавниците за храна, ќе спроведува Организацијата на потрошувачи Кучани по се почестите поплаќи од граѓаните за производи со изминат рок, посебно во летниот период. Секојдневно имаат и по неколку случаи на поплаќи од граѓани на расипана храна, од која може да се отрујат, велат од организацијата. Си купил кајмак од најблискиот маркет и можел да се затруе тој или некој од семејството, бидејќи кога го отворил воочил дека станува збор за расипан производ со изминат рок. Бидејќи не се случува прв пат, кочанецот Митко Ристов решил случајот да го пријави во Организацијата на потрошувачи Кочани со цел да се преземат соодветни мерки и да се извршат построги контроли. А тоа не ми се десило прв пат, него тоа ми е трет пат, да ми беше прв пат. Можда немаше да го пријавам. Продавачите, децата беа там, вика, одете по желеци дека треба, ние не може да ви направиме ништо. Се почести се ваквите поплаки, посебно во летниот период, велат од Организацијата на потрошувачите Кучани, и затоа ќе се спроведуваат посериозни мерки. Апелираме Организацијата за заштита на потрошувачи, инспекциите да превземат големи мерки. Меѓутоа, ние како организација ќе постапиме онаму каде што треба, во Републичка инспекција и ќе оде ова многу подалеку. Кога веќе изминува рокот на употреба, претходниот ден треба да се отстранат сите производи. А казните од Европска Унија е стигнато дека ќе бидат до 5000 евра ако се најде таков производ што не се употребува, а стои на рафтовите. Апел до сите трговци да си внимаваат на сите артикли да имаат цени
и со означувањето за рокот на употреба. Од Организацијата за заштита на потрошувачите Кочани истакнаа дека, иако имаше и досега, сепак и во иднина ќе се спроведуваат позасилени контроли на терен, со цел спречување непоправлива штета која може да биде опасна по здравјето на луѓето. Од тие причини, од Организацијата на потрошувачи апелираат и граѓаните задолжително да го проверуваат рокот на употреба на производот пред да го купат истиот, иако се сомневаат во нешто, истото да го пријават во Организацијата на потрошувачи Кочани. Македонските текстилни компании ги презентираат своите инвестициски потенцијали на меѓународниот саем за облека во Минхен, Германија. Меѓу нив е и кучанската конфекција Метас, која се представува со својата производна програма, што е добра можност за понатамошно бизнис поврзување со партнерите од Европа и пошироко. 5 македонски текстилни компании учествуваат на меѓународниот саем за облека што од 4 до 6 септември се одржува во германскиот град Минхен. Меѓу учесниците е и кочанската конфекција Метас, како единствен представник од нашиот град, која се представува со својата производна програма на кошули. Учеството на македонските компании на саемот е со поддршка од Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, а тоа е одлична можност тие да ги представат сопствените инвестициски потенцијали на европскиот и поширокиот меѓународен пазар. Покрај конфекцијата Метас на саемот учествуваат и штипските Албатрос и Астибо Fashion Group, како и компаниите Eurosолид и Кули. Дополнителна можност за меѓународна презентација на македонскиот текстил има и на саемот за материјали и модни додатоци, што исто така се одржува во Минхен. Освен тоа, нашите учесници ќе можат да се запознаат и со новите услуги, производствените методи и комплетните решенија во производството на текстил и облека. На саемот во Минхен учествуваат над 200 компании од текстилната и модната индустрија, со производи и производствени услуги што се однесуваат на cut, make, trim решенија, висок квалитет на производство и целосен пакет на услуги. Освен поддршката од Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, учеството на нашите текстилни компании е помогнато и од швајцарската програма за поддршка на извозот, СИПО, како и од текстилниот кластер на Република Македонија. Обезбедени дополнителни средства за асфалтирање на регионалниот пат Виница-Бигла од виничка страна. Деновиве комплетно се проширува и асфалтира овој регионален пат од Трсино до манастирот Свети Спас. Наместо 4,6 километри од виничка страна, градоначалникот на Винница Ивица Димитров обезбеди средства за асфалтирање на уште 2 километри асфалт за комплетно покривање на патот кој минува низ село Трсино, а во рамките на проектот за реконструкција на регионалниот пат Виница-Делчево преку Бигла. Продолжуваме со градежната офанзива, значи продолжуваме со проширување на патниот правец од манастирот Свети Спас па до село Трсино. Меѓутоа беа најпрво, како што знаете, беа предвидени 32 милиона денари. Меѓутоа еве со договор со јавното претпријатие за државни патишта, бидејќи тие 32 милиона денари беа предвидени за 4,4 километри со дополнителни 10 милиони денари кои ги обезбедивме, значи ќе се асфалтират некаде околу 6,5 километри. Значи ќе го поминеме и село Трсино, така да се придржуваме кон село Трстија, тоест до пропустот кој веќе пред 2-3 недели го направивме, таму ќе заврши за оваа година ово асфалтирање на овој пат. Реконструкцијата на регионалниот пат од селото Бигла до Виница започна во текот на летото и од Делчевска страна се асфалтирани 2,4 километри до селото. Овој регионален пат беше 3,5 метри, на некои места и 3 метри, така да ќе биде проширен на 5 метри. 6,5 километри е доста голема траса, така да очекуваме до крајот на септември дека ќе биде завршен целиот пат. Градежните работи за овој патен правец се влезени во програмата на јавното претпријатие за државни патишта и за истиот првично беа издвоени 52 милиони денари. Деновиве се одобрени дополнителни 10 милиони денари, а изведувач на работите е јавното претпријатие Македонија Пат. Следуваат информациите од спортот.
Започнаа преварите во регионалната југоисточна лига за петлиња и помлади петлиња. Тимот на фудбалскиот клуб Фудбал Старс од Кочани во првото коло забележа 2 победи во различните категории против Академија Нацев од Велес. Успешен старт на новата сезона за младите фудбалери на Фудбал Старс во регионалната лига за петлиња и помлади петлиња. Викендов се одиграа надпреварите од првото коло во двете категории на детската лига. Младите фудбалери од Кочани забележаа победа против соодветните екипи на Академија Нацев од Велес. Во регионалната југоисточна лига за помлади петлиња екипата на Фудбал Старс постигна победа со резултатот 5:1 против тимот на Академија Нацев. Хет-трик на надпреварот забележа Марио Симовски, додека неговите клубски колеги Стефан Стефановски и Дејвид Иванов постигнаа по 1 гол. Во лигата за петлиња пак фудбалерите на Фудбал Старс го совладаа тимот на Академија Нацев со 6:0. На овој надпревар победата ја донесоа Христијан Јованов и Марко Соколов, кои постигнаа по 3 гола. Веќе во следното коло фудбалерите на Фудбал Старс ги очекува нов противник, а според прикажаната игра на овие два надпревари се очекува истите да имаат плодна сезона. Осогово со резултатот 2:0 го совлада тимот на Малеш од Берово на контролниот пријателски надпревар, што се одигра во вторникот на стадионот во Кочани. Ова е трет контролен меч на играчите на Осогово во подготвителниот период, во кој забележаа 2 победи и 1 пораз. Со резултатот 2:0 градскиот фудбалски клуб Осогово го совлада тимот на Малеш од Берово на пријателскиот надпревар што се одигра во вторникот на стадионот Никола Мантов во Кочани. Дуелот започна со иницијатива на жолто-сините, па затоа уште во 13-та минута фудбалерот на Осогово Георгиев го отвори резултатот со 1:0. И покрај неколкуте шанси за зголемување на водството, сепак на пауза играчите заминаа со истиот резултат. Веќе на почетокот на вториот дел во 55-та минута, Кариловски со гол за 2:0 го донесе и конечниот резултат на надпреварот. На средбата, тренерот Андов им даде шанса на сите 22 фудбалери кои му стојат на располагање во клубот. Со ова, тренерот на жолтосините им дава можност на играчите да ги покажат своите квалитети и преку тоа да го заслужат своето место во првите 11 играчи на тимот. Ова е трет контролен надпревар на играчите на Осогово, но прв на домашен терен. До сега имаат забележено 2 победи против тимот на Детонито од Радовиш, а единствениот пораз им е од прволигашот Силекс. Веќе в сабота фудбалерите од Кочани ќе одиграат уште еден контролен меч. На стадионот Никола Мантов е закажан дуелот со второлигашот Борец од Велес. И уште една информација од спортот. Џудо клубот Гладијатор од Кучани по завршување на летниот распуст продолжува со уписи на нови членови во клубот, како и со редовните тренинзи. Во новата сезона се вклучува изучување и на уште 2 дисциплини кои произлегуваат од џудото. Џудо клубот Гладијатор веќе 4-та година функционира на територијата на општина Кочани, во кој членуваат џудисти и заедно со својот тренер Драган Шекеровски ги изучуваат тајните и вештините на овој спорт. За време на овие години постоење, џудо клубот Гладијатор достојно го представува градот на државни и меѓународни првенства со освоени голем број медали и признанија. Во текот на новата сезона продолжуваат уписите на нови членови во клубот. Уписите после летниот распуст ги продолжуваме исто во основното училиште во Малина Поп Иванова, каде што термините се во понеделник, среда и петок и почнавме со редовни тренинзи. Исто можам да кажам дека вршим упис на нови членови во сите старосни категории, почнувајќи од најмалите со 5 годишна возраст. Но морам да нагласам и тоа дека оваа сезона се вклучуваме и со уште 2 дисциплини кои што се произлезени гранки од џудото, каде што ќе може да се сретна и да ги усовршува дисциплините од областа на самбо и џиу-џицу. Џудо клубот Гладијатор од Кочани за сега броја околу 25 членови кои активно тренираат џудо, а Шекеровски истакна дека очекува во новата сезона бројката на ново запишани членови да се зголеми.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.